Не секоја ново отворена компанија е стартап, ниту пак може да биде. Сепак идејата да им се помогне на заинтересираните претприемачи да започнат бизнис е за поздравување. Како компаниите да го напредат своето работење, како представниците од бизнис секторот да ја раскажат својата приказна за да ја слушнат и разберат заинтересираните страни и како компаниите да ги користат фондовите кои што им се на располагање. На овие теми се одржа предавање во Битола. Ние сме во поддршка на целиот екосистем, значи низ цела Македонија стартапите, односно компаниите кои што сакаат да напреднат, сме тука да ги поддржиме. Она кој што утре ќе биде мојата сесија и ќе може да слушнат повеќе се за корпоративните иновации и инвестиции, односно како компаниите можат да го напредат своето работење преку соработки со големи компании. Значи, не мораме само да размислуваме за раст како мали компании, туку и како заеднички со ресурсите кои што ги имаме и предностите кои што ги имаме, заедно да соработуваме. Корпорациите е карактеристично дека они сакаат да иновираат или ќе изумрат. Така да со помош на стартапите постои простор тоа да го направат. Стартапите имаат предност во делот на иновативноста, технологијата и волјата тоа да го направат на подобар начин, што недостасува на некој начин кај корпорациите. Корпорациите преку своите програми наоѓаат начин како да ги земат најдобрите делови од стартапите и да продолжат да постојат или да го пораснат своето работење. Според него, Битола е една од најголемите стартап заедници надвор од Скопје. Радува фактот што постојат многу индивидуални компании и приказни кои што не се слушнати и представуваат доказ дека од Битола може да се постигне многу. Присутните од фасилитатори од швајцарската програма за предприемништво имаа можност да слушнат како треба да ја раскажат својата приказна за бизнисот и како тоа треба да го презентираат пред потенцијалните купувачи и инвеститори, како и пред публиката. Многу од бизнисите, поготово тие што работат со IT, не размислуваат на бизнис начин да речеме, и кога ја презентираат нивната приказна се фокусираат претежно на статистики, на бројки, на технологијата позади нивниот бизнис, а тоа на крајот на денот не му е важно на потрошувачот конкретно, затоа што бизнисот ќе биде успешен ако има доволно купувачи и потрошувачи. На купувачот му е битно да дознае каков проблем ќе му реши, односно со кој предизвик тие се соочуваат, како ќе се реши со користење на нивниот производ или услуга. Таа приказна која ќе се раскаже на некој начин кој што ќе допре до публиката и кој што ќе има некоја персонална нота во самата приказна, е многу полесно после тоа да се разбере прво и основно што уствари оваа компанија работи. Колку од бизнисите во Македонија ги користат инвестициските фондови? Конкретно нашиот фонд кога почнавме беше 40 милиони, бидејќи веќе сме 3 години активни во регионот, веќе имаме инвестирано половина од средствата, што значи остануваат некаде околу 20 милиони дополнително. Она што е типично или карактеристично за нас е што мал дел од средствата ни се резервирани за бизниси кои што се во она најпочетна фаза на развој, односно кога се на ниво на идеја, и повеќе поддржуваме компании и стартапи кои што веќе имаат некаков продукт, и покрај тоа што сме присутни во 7 земји во регионот, за нас беше доста голем предизвик да се најдат квалитетни тимови и кои што работат на иновативни решенија. Малку се понапред секако Србија и Хрватска, бидејќи и поразвиени се и самите економии, а и нормални поголеми се во однос на бројот на популацијата. Меѓутоа мислам дека ние добро котираме на некое трето место. Нашата заедница, стартап заедница е на солидно ниво и брзо се развива. Дел од присутните прашаа како до посакуваниот успех. Треба да се биде искрен, треба да се верува, да не се прекине во најмалите моменти на неуспех, затоа што неуспехот е всушност чекор поблиску до следниот успех. Треба само да се продолжува, да се работи и да се бара помош, затоа што постојат ресурси кои што се на располагање и треба да ги искористи. Настанот го организираше Преда Плюс фондацијата како дел од Employyouth, акцелераторската програма за стартап програми на Пелагонискиот регион, проект кој е координиран од Преда Плюс фондацијата и Факултетот за информатички и телекомуникацијски технологии при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола.